Со овации приврзаниците на шарената револуција го испратија нивниот активист Павле Богоевски во основниот суд Скопје 1. Богоевски се товари за учество во толпа што ќе изврши кривично дело. Судењето траеше кратко бидејќи беше одложено рочиштето, а на сличен начин припадниците на шарената револуција кои се собраа во знак на протест го пречекаа Богоевски пред судот. Значи, да, бев дел од групата која што Зврлевски дрско ја нарекува толпа и не признавам вина за моето сторено поведение. По дефиниција, вина е општествен прекор. Не може да ме прекорува општеството, чишто правен систем дозволува Сдруженијето на Груевски 10 години да силува правдата во оваа држава и да ја киднапира секоја пора во нашето општество. Ќе прифатиме одговорност за своите постапки, меѓутоа само кога Груевски и другите инкриминирани во објавените разговори ќе прифатат одговорност во судницата до мојот. Според одбраната на Богоевски, судењето е одложено затоа што не е наведена штетата предизвикана од боењето на Министерството за култура. Без утврдување прецизно на висината на штетата не може да се утврди и да се подигне обвинение и да се води постапка за кривично во тоа кривично дело. Поддршка Богоевски доби од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Мислам дека е дел од кампањата на ВМРО-ДПМН. Мислам дека ќе се случиме во периодов кој што доаѓа можеби со други вакви постапки. Се работи за живот или смрт кога станува збор за представниците на власта. Доколку биде осуден, Богоевски за делото кое што се товари може да добие парична казна или затвор до 3 години.